Приказни од тајната градина. Тајната градина. Глава 3. Пронаоѓање на тајната градина. 2 дена потоа, кога Мери се разбуди, дождот и ветерот исчезна, а небото беше прекрасно сино. Пролетта ќе дојде тука наскоро, рече Марта радосно. Тогаш пустелијата ќе ти се допадне. Кога ќе биде полна со цвеќиња и птици. Може ли тогаш да стигнам до пустелијата? Праша Мери. Ти никогаш не си пешачела многу, нели? Мислам дека не можеш да изодиш 5 милји до нашата куќичка. Но јас сакам да ја запознам твојата фамилија, рече Мери. Марта гледаше за момент во девојчето. Се сети колку беше непријатна кога пристигна за прв пат. Но сега Мери изгледаше заинтересирано и пријателски. Ќе ја прашам мајка ми. Таа секогаш може да смисли добар план. Таа е секогаш осетлива, вредна и љубезна. Знам дека ќе ти се допадне. Ми се допаѓа и Дикон, иако никогаш не сум слушнала и не сум го видела. Се прашувам што ли Дикон ќе помисли за тебе. Нема да му се допаднам. На никого не му се допаѓам. Но си се допаѓаш на самата себе си? Тоа би ти го рекла мајка ми. Па и не баш. Никогаш не сум помислила на тоа. Но јас морам да одам. Ова е мојот слободен ден и ќе одам да ја помогнам на мајка ми со домашните работи. До гледање, господице, ќе се видиме утре. Мери се осети многу осамено кога отиде Марта и затоа излезе надвор. Сонцето правеше градините да изгледаат поинаку. А промината на времето направи Бен да зборува полесно. Дали го мирисаш пролетниот воздух, праша тој? Работите никнуваат од длабочините на земјата. Наскоро ќе видиш како никнуваат млади зелени работи. Тоа се млади растенија. Гледај ги. Ќе ги гледам, одговори Мери. Ох, ете го славејчето. Малата птица скокна на рамото на Бен. Дали растенијата растат во таа градина? Која градина? Праша Бен со налутен глас. Па знаеш, тајната градина. Дали цвеќињата се мртви таму? Таа навистина сакаше да го знае одговорот. Праша ја птицата, рече Бен налутено. Таа е единствена што знае дали има живи растенија и единствена што оди таму во последните 10 години. Десет години е многу долго време, си помисли Мери. Таа беше родена пред 10 години. Потоа таа се оддалечи размислувајќи. И само што почна да ѝ се допаѓа градинарот, и славејчето, и Марта, и Дикон, и нивната мајка. А пред да дојде во Јоркшир, никого не сакаше. Таа пешачеше покрај долгиот зид на тајната градина, кога се случи нешто најпрекрасно. Одеднаш забележа дека славејчето ја следи. Се почувствува многу задоволно и возбудено и викна. Ти се допаѓам, нели? И ти ми се допаѓаш мене? А славејчето леташе покрај неза и пееше за да ја покаже дека е незин пријател. Токму тогаш славејчето застана на едно место, каде што едно куче имаше направено дупка во земјата. Кога Мери погледна во дупката, забележа дека нешто е закопано тука. Таа ја вовлече раката и извлече нешто надвор. Тоа беше еден стар клуч. Најверојатно ова е закопано пред 10 години, си шепотеше таа. И можеби ова е клучот од тајната градина. Таа гледаше во клучот долго време. Колку би било убаво да ја пронајде градината и да види што се случило со незе во овие 10 години. Би можела да игра внатре самата и никој нема да знае дека таа е таму. И таа го стави клучот многу внимателно во својот џеп. Следното утро Марта се врати и раскажа на Мери се за тоа како го поминала денот со својата фамилија. Јас навистина уживав.
и помогнав на мајка ми за цела недела со перење и готвење и им кажав на децата за тебе. Тие многу сакаа да знаат за твоите слуги, за бродот и за твоето патување во Англија и за се останато. Ке ти кажам многу повеќе за следниот пат, се договори Мери. Тие ќе сакаат да слушнат за јавањето на слонови камили, нели? Ох, тоа би било љубезно од вас, господице. И погледнете, мајка ми ви прати подарок. Подарок, повтори Мери. Како може семејство од 14 члена да дава некому подароци? Мајка ми го купи од продавачот што дојде кај нас да продава работи. Марта, ти ни ја донесе платата што ни е многу потребна, но јас сега ќе купам нешто за тоа осамено девојче што е во Манор. И таа го купи ова за тебе. Тоа е јаже. Мери гледаше во него. Што е ова? Си немала јаже во Индија? Па еве како се користи. Гледај ме. Марта го зеде јажето и истрча до средината на собата. Почна да брои до 100 додека скокаше. Изгледа убаво, рече Мери. Твојата мајка е многу љубезна. Мислиш дека јас ќе можам да скокам вака? Само пробај. Мајка ми вика дека тоа ќе те направи поцврста и поздрава. Оди да скокаш надвор на свеж воздух. И таа ја отвори вратата, си помисли нешто и се сврте. Марта, тоа беа навистина твои пари. Благодарам. Таа никогаш не се заблагодаруваше вообичаено и не знаеше како да го направи тоа. Па така, таа ја држеше напред раката, затоа што знаеше дека така прават возрастните. Марта ја тресеше незината рака и се смееше. Хе-хе, ти си чудно девојче, како стара жена, рече таа, а сега оди надвор и играј си. Јажето за скокање беше прекрасно. Мери скокаше и броеше и скокаше, додека незиното лице не поцрвенуваше, а таа беше претопла. Таа се забавуваше повеќе од било кога претходно. Таа скокаше низ градините се додека не го најде Бен, кој што копаше и зборуваше со неговото славејче. А Мери сакаше и двајцата да го видат незиното јаже. Па, рече Бен, изгледаш добро и здраво денеска. Оди и скокај, тоа е добро за тебе. И Мери скокаше со јажето цело време додека се движеше покрај зидот на тајната градина. А тука беше и славејчето што ја следеше. Мери беше многу задоволна. Ми покажа вчера каде беше клучот, се смешкаше Мери. Тука е во мојот джеп. А денеска треба да ми ја покажеш вратата. Птицата скокна на ползечките растенија над зидот и ја запеа својата најубава песна. Одеднаш ветерот ги мрдна листовите на растенијата и Мери издогледа нешто под големите зелени листови. Дебелата прекривка што ја направиле растенијата ја прекрила вратата. Срцето на Мери чукаше забрзано додека незините раце ги туркаа листовите на страна за да ја пронајде дупката за клучот. Користејќи ги двете раце, таа го совладуваше отклучувањето на вратата. Тогаш таа се сврти и погледна дали некој ја гледа. Но немаше никој и таа ја турна вратата која се отвори полека за прв пат после 10 години. Таа влезе одма внатре и ја затвори вратата. Најпосле таа беше внатре во тајната градина. Тоа беше најубавото и највозбудливото место што таа некогаш го видела. Тука имаше стари дрва од рози насекаде, а зидовите беа покриени со рози што ползеа. Таа ги гледаше внимателно сивите гранки. Дали розите се уште живи? Бен би знаел. Се надеваше дека не се сите мртви, но таа беше внатре во занезе најубавата градина на светот. И се чинеше многу чудно и тивко, но таа не се осеќаше повеќе осамено. Тогаш забележа како малите зелени гранчиња ѕиркаат под тревата. Па сепак после се во градината нешто расти. Кога таа најде се повеќе зелени гранчиња на различни места, одлучи дека им треба повеќе воздух и светло, таа почна да ја исфрла дебелата прекривка трева што беше околу младите растенија.
Работеше така чистејќи ја земјата 2 до 3 сати, а го соблече и својот капут, бидејќи беше жешко. Славејчето скокаше наоколу задоволно, зашто гледаше дека некој работи во градината. Таа скоро заборави на ручекот и кога се врати, назад во незината соба беше навистина гладна и изеде 2 пати повеќе од тоа што го јадеше вообичаено. Марта рече додека јадеше размислував: ова е голема и осамена куќа и нема што многу да правам. Што мислиш ако купам малку семиња? Дали можам да си направам своја собствена градина? Токму тоа го речи мојата мајка, одговори Марта. Ти би уживала копајќи и гледајќи како твоите растенија растат. Дикон може да ти даде лопатки и семе за садење ако сакаш. Ох, ти благодарам, Марта. Имам малку пари што ми ги даде мадам Медлок. Ќе сакаш ли да му пишеш на Дикон да ги купи работите за мене? Ќе му кажам секако, а тој самиот ќе ти ги донесе работите. Па тогаш ќе го запознам. Мери изгледаше возбудено. Тогаш таа се сети на нешто. Јас повторно го слушнав плачењето Марта. Не беше ветерот овој пат. Го слушам 3 пати досега. Што е тоа? Марта делуваше како да е за нешто непријатно. Мораш да престанеш да се шеташ по куќата, знаеш? На господин Кревен тоа нема да му се допадне. Сега морам да одам да помогнам на останатите долу. Ќе се видиме за време на чајот. Како што Марта ја затвори вратата, Мери си помисли дека ова е најчудната куќа во која што таа живеела.